Значи, чувството е феноменално. Се надевам дека добро се представивме, публиката се насмеа, очигледно е тоа. Сега се надеваме на позитивни критики. Настана еден проблем, меѓутоа добро го решивме, се снајдевме и тоа е тоа. Како е според улогата што имаш како представата да се помага на некоја друга област или жени? Па ете, видовте кој е најдосега и таа е, мислам, една прекрасна улога и чест ми е што го играв во оваа представа. Чувството да се биде на оваа сцена е прекрасно. Мислам, немам комплименти, значи прекрасно чувство и сега по завршувањето беше прекрасно. Значи не знам, не се опишува. Дали тоа значи дека сме спремни за надпреварот на Да. Со полна паре. мотивацијата ќе биде што поголема? Да, дефинитивно. Дали беше тешко да се игра едно од жените на главниот лик? Не, значи не беше толку тешко како што изгледа кај на сцена. Многу е релаксирано и се тоа. Прекрасно е. Од напор се чувствуваше разликата меѓу трите студија и се дали внатре како директно учесник се осеќаше? Значи, внатре сите сме различни, значи секој човек е различен. Исто како и по надворешен лик, така и внатрешно се чувствува се тоа. Значи, дадовме се од себе и за тоа имавме многу вложено труд. Значи, јас не можам да кажам како поминавме, тоа треба да ја прашате нашата публика. Јас се надевам дека има позитивни критики за нас, а и мислам дека ние самите од себе сме премногу задоволни. Дали тоа значи дека сме спремни за надпреварот на гласните? Да, апсолутно. Па точно кажевте последното. Талентот направи, ова публика разиграна која влезе со расположение, да излезе уште порасположени. Ми се чини дека сите моменти кои беа замислени, зацртани во нашиот проект, произлегоа во правата форма и публиката сето тоа го разбра. Значи, концептот на представата режисерскиот вечерва не се виде. Се виде актерската екипа која тоа животно или најприродно го помина во своите остварувања и ми се чини дека се надминаа самите себе. Многу ми е задоволство дека младоста на сцената се спои со публиката. Тоа е многу интересно, дека публиката со едно изворедно внимание, исклучително внимание, ја пратеше целата представа од почеток до крај. Еден термин од саат и 30 минути, знаеме дека е малку долг, но воопшто сметам по реакцијата и сите тие аплаузи дека публиката не беше задоволна. Некои слушатели ве гледаат како препознатливо лице со ваш делот за работење со деца. Дали се очекува некој нов, наскоро, може и по некоја посериозна тема, не комедија? Апсолутно, јас сметам дека комедијата е еден од најсериозните театарски чинови. Ако сметате на тежинска представа во психолошки поглед или во класична драма, јас сметам дека тие представи доста ги работевме и во неколку изјави кажав дека овие 2 години се посветив на комедијата. И воопшто по сите овие реакции од 3-4 представи лани и овие годишните 2, сметам дека целта е остварена. Сигурно дека ќе работиме и на Бертолд Брехт, се надевам дека ќе работиме и на ЮНЕСКО, се надевам дека и Чехов е тука многу близко со вакви талентирани деца, впрочем многу е лесно и радосно да се работи. Се доживеа вече по-успех. Дали очекувате дека со толков успех ќе биде и учеството на Димитар Плахов на надпреварот на гласните? Јас се надевам дека, затоа што го имаме резултатот, дека само уште повеќе ќе бидат ослободени од таа позитивна трема која се чувствуваше на почетокот, пред почетокот на представата, но со првите зраци на рефлекторите тие толку се ослободија и ја држија публиката во тензична ситуација која во комедиографски стил е многу тешко да се прати публиката. А сега обратно публиката со должно внимание ги очекуваше наредните збиднувања на представата, што е еден успех за една драмска и аматерска група. Ова е веќе проверен резултат на Кира Ѓорѓиев. Публиката ја следеше внимателно представата, будно пред се, тоа е добро, затоа што таков тип представа не треба да се занемари ни еден миг, ни една секунда, затоа што можем цела представа потоа да се изгуби, од контекст да излезе. Затоа и реакциите на публиката беа феноменални, ние се забавувавме, уживавме, како и самите актери во таа представа. Иако се работи за аматери
поречени со Средното општинско училиште Димитар Роков, сепак нивната сериозност при многу беше и може да се каже дека доста професионално како актер се покажа веќе. Па секоја работа си бара своја вклученост и своја редовна активност. Дури да се аматери, јас така почнав, но сепак добро е да се толку вклучени во проектот и да не го сметат како детска игра, како некоја дадена задача што мора да се изврши. Тоа тие треба да го прифатат како љубов пред се.